ако Господ Христос не страдаше и не умре, тогаш страдањето и смртта како најмачни проблеми на човековото постоење ќе останеа нерешени. Страдањето и смртта се страшна реалност на човековиот живот, чија смисла човекот без Бога не може да ја пронајде. Смислата на страдањето и смртта може да се пронајде дури кога Богочовекот ќе помине низ нив, кога ќе станат Божји. Стариот завет пророкува, а Новиот завет покажува дека смртта на Месијата Спасител е неопходна во делото на спасението на човековиот род. Толку неопходна што Спасителот ги нарекува безумни своите ученици кои тоа не го веруваат и не го разбираат. Од Евангелието е очигледно дека страдањето на Богочовекот е неопходно за спасението на човековиот род, зашто Богочовекот изјавува дека целта на неговото страдање е спасението на светот. Тој вели: "За тоа дојдов во овој час." Целиот живот на Спасителот на земјата представува еден постојан подвиг на страдање за спасението на светот. Не можел да не страда постојано Богочовекот, кој секој миг пред своите севидни очи ги имал сите гревови, пороци и злосторства на сите своји современици, како и на сите луѓе од сите времења. Често се случувало, вели Свети Јован Златоуст за Спасителот, да го видат како плаче, но никој никогаш не го видел да се смее или барем да се насмевнува. Затоа никој од евангелистите тоа и не го спомнува. Сите страдања на Господ Исус го достигнуваат својот страшен, но и спасоносен врв во неговата крстна смрт. Тоа е причината што тој ита кон смртта како кон извршување на спасението на светот, говорејќи: "За тоа дојдов во овој час. Дојдов за страдање во овој свет заради спасение на светот. Јас дојдов во овој час да примам смрт за сите." Во крстната смрт на Спасителот доаѓа до својот врв неговата неизмерна љубов кон човекот. Затоа и крстот се издвојува како врв на богочовековото спасување на светот. Крстот е синтеза на сето тоа. Низ сите своји страдања, Господ Христос ја води човековата природа кон спасението. Како представник на целото човештво, бидејќи беше вистинит Бог и вистинит човек, тој во сите своји борби и маки се бореше и се мачеше за спасението на целиот човечки род. Всушност, тој ги отстрада сите човекови страдања и маки. Затоа велеше и тагуваше: "Нажалена е мојата душа до смрт." Преживувајќи го тоа за сите луѓе и наместо сите луѓе, тој плачеше и тагуваше над гревовите на целиот свет и се молеше до крвава пот. Сето тоа тој не го правеше заради себе, туку заради човековиот род, чии гревови, страдања и смрт ги зеде на себе. Господ Христос со своето страдање ги освети и ги осмисли човечките страдања. Неговото страдање има спасоносна и животворна сила и значење за целото човештво, бидејќи тоа негово страдање беше богочовечко. Тој низ него ја преведува човековата природа од робство во слобода, од смртта во животот.